Видите, тоа е воопшто непријатно чувство во еден момент кога се наоѓате во една ситуација како пратеник во највисокиот законодавен дом да дозволи државата да се рушат институциите на системот, при тоа да бидат вмешани сите можни структури од политички партии, од Министерство за внатрешни работи и така натаму, и денеска кога истите тие луѓе ги гледам, со некои од нив сме поминале и повеќе време во собранието, чувството воопшто не е пријатно. Меѓутоа, овој процес мора да заврши. И овој мора да заврши заради доброто на Македонија. Да заврши, да има одговорност и повеќе вакви случаи да не се повтора. Тоа треба да биде за ум на секој еден во Република Македонија. Дека на демократски начин може да протестира, да искажува револт, да искажува незадоволство. Меѓутоа, никако не сме да се посегне порушење на институциите на системот. Вие знаете дека имаше настани на 24 декември 2012 година. Тие настани не беа истражени, не беше постапено, немаше никаква постапка судска во однос на овие настани и сето тоа допринесе да имаме настани и на 27 април. Јас затоа очекувам дека судот ќе донесе исправна одлука, прочем тоа е нивна работа, а тоа да го направи заради доверба во институциите на системот, заради доверба кај граѓаните дека има некој кој ги штити во оваа држава и заради иднината на државата. Јас тоа што го знаев, што го видов, што го доживеав во судот, го споделив во детали со судот, а за тоа зошто не ме прашувале, ќе мора нив да ги прашате.